Со мене во студиото е господинот Никола Мицевски, координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН во Собранието на Република Северна Македонија. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Почнавме утринава со разговор со колешката која вчера беше во Софија за овие средби меѓувладини кои што таму се организираат. Господин Мицевски, каков е вашиот впечаток? Која е вашата оценка за ова што се случува во последниве десетина дена на ниво на двете влади во Софија и во Скопје? Па ја би бил внимателен во оценката и она што се случува, посебно минативе ден-два, колку што е нашата делегација во Бугарија, затоа што на вистина треба внимателно да пристапиме кон целиот овој процес. Има предвижување, тоа е добро, меѓутоа различни се аспектите од бугарска страна и од македонска страна. Зошто го велам ова? Затоа што бугарската страна привлегувањето и настапувањето на новиот премиер Кирил Петков при доаѓањето, да речем, во Република Македонија, направи средби, го направи првиот чекор. Еве сега гледаме дека нашата влада е присутна таму, меѓутоа, освен формата, промената на формата, ја во моментов не би можел да ја видам суштината. Зошто го велам ова? Затоа што ние суштински треба да направиме одредени промени. Ако ние се задоволуваме и ако еуфорично ги прифатиме овие први почетни чекори кои што се прават, а тоа е во делот на меѓусебна соработка во различни комисии и сектори, како на пример авионската линија Скопје-Софија или не знам отварање на граничниот премин Клепало, мислам дека сме на погрешна патика. Затоа што го гледав соопштението на Мицкоски после седбата со Петков во Скопје, морам да кажам дека беше крајно конструктивно во соопштението, барем од она што се вашата партија сака да извести дека се разговарало, не знаеме дали за нешто друго станало збор, но се поддржува ова, како да кажем, операционализирање на договорот за добрососедство во реалниве сфери. Вие предупредувате дека има политички прашања кои што од вчера и Борисов предупреди дека се е ова убаво, ама тој советува прво да се стават политичките прашања дневен ред. Сега пристапот е обратен, дека можеби треба да се омекне целата атмосфера за да дојдеме до политичките прашања на крајот. Да, меѓутоа не е проблема граничниот премин Клепало. Тоа од македонска страна веќе години, децении е направен и функционира. Доколку има добра волја како држави, соседни држави кои што сакаат да ги развиваат економските, меѓучовечките односи, тоа треба да се направи. Ама гледате, не е проблем, ама може да е и проблем за комуникација на луѓето, за бизнисмениве. Мислам, тоа е и проблем. Ќе биде олеснување. Не сакам да кажам дека тоа не е главниот проблем за кој што треба да зборуваме и треба да го ставиме во пакетот за кој што зборуваме. Или, например, авионската линија. Сега, ние сме опозиција, па да не изгледа дека све е негативно, меѓутоа, авионска линија е во ред да има, меѓутоа, колку таа ќе биде рационална и ефективна, треба и тоа да се прашаме, затоа што најголемиот дел секојдневните контакти и обврски кои што ги имаат луѓето се од Источна Македонија. За да дојдат до Скопје со превоз треба 150 км да поминат за да авионски отидат за Софија, кога поблиску има од другата страна. Сега јас малку ова го знаете, тоа звучи малку ирационално со авионов. Биќе најдобро би било да има воз, ама Дајте да видиме она што треба да го направиме. Возот и таму сум многу скептичен затоа што таа пруга повеќе од 30 години стое. Најавите дека 27 година наводно ќе биде готова. Вчера го слушав господинот Хари Луквенец. Го слушав и јас господинот Луквенец, тоа е непоправлив оптимист, јас го знам и како колега пратеник. Добро, работата ќе ја видиме на крајот. Знам дека работа, дека има некое придвижување во целата работа, каде треба ние да се најдеме. Значи во ред е да ги размрдаме. Еве, слушам дека ќе се потпише некои договори во делот на земјоделството, дека министерот Крешник Бектеши ќе направи некое размрдување во делот на меѓусебна соработка на малите и средните предпријатија. Меѓутоа, она што треба да го покажат како знак на добра волја е се поголемите прашања. Јас ќе кажам еден банален пример, можеби, меѓутоа не е. Ние од 2015 година, од почетокот на бегалската криза во Република Македонија, имаме проблем, односно Европската Унија треба да потпише договор во името на Фронтекс со Република Македонија за да можат високи представници на полицијата да дојдат и оперативни и логистички да помогнат. Тој договор е потпишан од сите засегнати страни, освен од Република Македонија и Република Бугарија, затоа што Република Бугарија не дозволува договорот од 2015 да се потпише со уставното име, односно со она што е име на Република Македонија, и тој договор стои. Утре да имаме продолжение на бегалска криза, ние имаме формален проблем за реализација на целата ова. Ето, ова ќе биде предвижување доколку го видим. Да, господин Мицевски, знаеме дека се тоа проблеми и тој Фронтекс договор меѓу другото се разговараше и постојат некакви
процедури според кои тој би се потпишал и така натаму, најавите се. Вие сте во една жестока, сега веќе не е толку жестока, беше жестока пред 2-3 месеци кога успеавте да направите одличен резултат на локалните избори, но сте во еден налет да предизвикате предвремени избори. Предвремени избори не падна владата, знаеме како заврши таа епизода. Сега поднесувате, преговарате, па не успевате со помагаја партии да напуштат владата и така натаму, тоа се го знаеме. Но еве да речеме дека би имало предвремени избори, дека вие би дошле во ситуација да вие ги решавате овие проблеми. Што суштински ново би направиле во односите? Како, например, со Фронтекс би го решиле проблемот, ако не вака? Што би било, кога би било. Така е, значи, она што мое лично мислење, во моментот, кажувам мое лично мислење, не ставови на ВМРО ДПМН, ја би бил потранспарентен во работа. И во крајната цел. Има нешто што не ви е јасно, има нешто што е скриено. Не, има нешто што не го знаеме како пратеници во Собранието на Република Македонија. Не дозволува јас како координатор на пратеничка група со 44 пратеници, 1/3 од парламентот, да разбирам основни информации од медиумите и она што се случува на лице. Ама вие разбирам болката и процедурална е, да, добро е во Собранието. Може би некојаш е подобро да заглавиме ден-два повеќе во собрание, меѓутоа после со испеглани ставови и власт и опозиција да излеземе и таа работа која што ќе договориме да ја тераме на тој начин. Да, тоа значи малку удари на власта, меѓутоа власта посебно во овој момент и премиерот Ковачевски не се во толку комотна ситуација за да можат да решаваат во име на цел еден македонски народ без да информираат опозиција која што има 44 пратеници и на последните локални избори, како што рековте, поддршка од 44 градоначалници. Рекоа дека научија лекцијата од граѓаните, меѓутоа лекцијата е далеко од научена. Бујар Османи, еве гледам Антони Милошевски пред некој ден повторно го викаш и така натаму, тој вели не сум стигнал недоразбирање и така натаму, не вели не сакам да дојдам на комисијата. Мислите на тоа или мислите на општа седница на Собранието? Добро е да дојдат прво по комисии, ресорски, за да ги видиме. Потегот кој што го бара господинот Антонио Милошевски како председател на комисија за надворешни работи е многу логичен, затоа што прво треба да се информираат пратениците. Таа седница може да биде отворена, може да биде и затворена. Најмал проблем е како. Меѓутоа потребни се информации. Зошто да не се одржат такви меѓуресорски комисии и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Лупчо Николовски да не дојде да информира што уствари представува тој договор. На крајот на денот пратениците се тие кои што се симнуваат и комуницираат, дисперзираат до граѓаните, па да ја пренесат информацијата. Вака се враќам јас во мојот град, ме прашуваат граѓаните што правите, јас кажувам информации, тоа што го слушаат. Претпоставам дека власта се труди во овој момент да не додаде повеќе шум во каналот на комуникацијата и знаете како изгледаат нашите собраниски дебати. Таму ќе има се и се што. Зошто например не би се сложил со вас, затоа што кога ја носевме резолуцијата, еден убав документ, добро срочен, внимателно избрани зборови, го понудивме на другите политички партии и се прифати. Секој сериозно го прифати и тој се прифати со консензус. И од македонските и од албанските политички партии, и од власт и од опозиција. Зошто за такви клучни прашања да не функционираме на тој начин? Не е поентата да брзаме. Ние имавме, значи сега на почетокот ме прашавте што мислам ја за целава работа. Лошо е да се водиме од емоции и перцепција. Значи, ако се водевме од емоции и перцепција, 2017 година, она што го видовме господинот Заев и Борисов, што го правеа со црвените килими, со прегратките, само себе насловување како брату мој, видовте до кај не доведе. Не доведе во ситуација на целосна блокада и успорување на македонскиот идентитет и јазик. Дајте да ги решаваме работите. Добре. Прво ние да расчистиме. Што е право не е таа нова, нити блокадата, нити оспорувањето. Во ред, за стилот на Борисов и на Заев можеме топовите да пишеме. Република Македонија од 2009 година има добиено позитивна препорака за отпочнување на преговорите. Греота е за македонските граѓани и за сите нас, како држава што сме заглавени во чекалната на Европска. Ќе се согласите дека тоа сепак заслуга на бугарската страна? Може би и наша, затоа што не сме седнале на време и да ги исцртаме нашите да речам контури, односно граници кај што можеме да се движиме. Резолуцијата е една од нив.
Сега јас имам страхување дали ќе биде испочитувана целосно резолуцијата. Треба да дојде некој од тие директно вклучените во преговори да ни каже што значи тоа. Ја сватив таа порака. Да ве прашам, бидејќи сте висок функционер на ВМРО, зошто инсистирате на пиунот на Заев, пиунот на Заев, пиунот на Заев за Ковачевски? Разбирам дека има тоа некаква пропаганда и така натаму. Не ви се чини тоа навредливо за новиот премиер? Пака сега да ви кажам, значи новиот премиер доколку сакаше да ја добие целосниот легитимитет, тоа можеше да го направи да побара предвремени парламентарни избори. А во собранието Ама тоа се две различни прашања. Во собранието кружи една и на тој начин доколку добиеше да речем легитимитет од граѓаните, можеше слободно да ги решава овие работи. Во собранието кружи не е анегдота, жива вистина дека замениците министри се луѓе кои што не излегуваат на избори. Најчесто не излегуваат на избори. Министрите обично се носители на листите или луѓе од партиските редови кои што по добивањето на власта одат во министерските места. Меѓутоа замениците министри малку и би рекол полувулгарно се бираат горе на тераса. И сега човек кој што е избран горе на тераса, кој што не бил да побара глас од народот, постапува на начин нормално е да ВМРО ДПМН во ситуација, се извинувам да ја завршам мислата, кога има 44 пратеници добиени, на 44 се извинувам градоначалници на последните избори, да биде прашано малку повеќе за сето оно што представуваат. Вашиот председател на партијата не излегува од избори. Не, ја не би ги релативизирал работите така. Не, јас не ги абсолютизирам. Вашиот председател на партија не излегува од избори, па седно не само што е председател на вашата партија, туку е главен критичар на Христијан Мицковски последниве 5 години од генерален секретар председател е секогаш тој што ги води изборите. Тоа е тој што учествува во секоја изборна единица. Не излегол да и мислам дека не знаеме ние рейтингот да му го измериме како што вие барате за ова за со избор на една како да кажем еден чек. Па ја мислам дека има релевантни кујки кои што може да го измерат и сметам дека дел од победата и тие 44 општини се благодарение на ревностната работа и менаџирањето на Христијан Мицковски. Сигурно. Да ве прашам, повторно сте во еден напор да покренете и еден формален сега една постапка која е врзана со вашето барање за предвидени избори, а тоа е за поништувањето практично на Преспанскиот договор. Завчера се обидовте да поднесете иницијатива, до каде е сега таа иницијатива? Иницијативата официјално е поднесена од наша страна, значи се работи за поништување на одредени членови во законот на влада, односно понародски кажано, оние новите членови кои што ја формираа, односно начинот на кој што се изведуваа избори во Република Македонија врз основа на пржинската влада. Тоа е нешто за што беше дискутирано во минатиот период на последната лидерска средба помеѓу Христијан Мицковски и Зоран Заев и кога СДСМ јавно кажа дека формата на одржување на избори преку пржинска влада е веќе надмината и дека тоа не треба да се прави на тој начин. Од таа причина ВМРО ДПМН инсистираше во изминатиот период прво преку некој прогласи, па преку некој интервјуа и официјално спомнување на целата работа, за на крај да го формализираме сето тоа преку официјално поднесување на предлог закон со членови за бришење на оние точки. Уште не е прифатен. Тој беше поднесен во понеделникот. Јас на координација помеѓу председателот на собранието и сите координатори на пратенички групи го дадов на увид, побарав доколку да се консултираат и доколку сакаат да го потпишат тоа законско решение. Истото не беше направено во текот на понеделникот. Ние во попладневните часови тоа го поднесовме и очекуваме дека на денешната седница, такво и беше барањето, на денешната седница, која што ќе се одржува денес од 11 часот, дека тоа ќе се најде како дополнет предлог на дневниот ред. Зошто не се обидовте поинаку, бидејќи знаете дека секогаш кога изборниот законник треба да се ревидира, треба да се менува и така натаму, тоа мора да помине низ една општа согласност, сите партии, процеси, опсе, едно друго. Има таму и поголеми прашања кои што се заговараат во изборниот законник. Само да не го чепкаме изборниот законник. Ова е законот за влада. Така, ама се однесува директно на изборните активности. Се враќаме на старата форма. Знаете,
Сега, начинот на кој што се прави избор, 100 дена влада, пржинска, па промена на министри, па тоа согласување, повлекува повеќе од 100 дена, односно можеби 120, 150, договори помеѓу партиите, па рокови и сето тоа. Меѓутоа, мораме да го скратиме, да се вратиме во уставните рокови, односно 45 до 60 дена за одржување на избори. Ние, од страна на Социјалдемократскиот сојуз како најголема владеачка партија во минатото слушавме дека е согласна дека пржинската влада го надминала времето за кое што беше формирана и дека истата повеќе не ја дава функцијата, односно не е функционална. Од таа причина ВМРО-ДПМН не го поднесува. Се разбира околу изборниот законник има можност да се дискутира. Јас сум еден од тие кои што стално велам дека изборниот законник е документ кој што треба се донесе со консензус. Барањата се различни, секој гледа од свој агол, малите партии бараат одредени работи, поголемите партии се фокусираат на друго, се бараат и одредени прагови и слично, меѓутоа тоа е нешто за што треба да се седне и да се разговара. И на крајот од денот, постоечки закон ставен на одредена седница се наоѓа на 41-та седница, мислам, каде што малите партии пред неколку месеци го поднесоа, доколку навистина Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ како поголеми владеачки партии сакаат да се разговара за тоа, може да се отвори таа точка, да продискутираме, да поднесеме амандмани, да разгледаме на крајот на денот да го прифатиме или пак да договориме начин на кој што ќе се разговара повторно за оваа редовна тема, да речем, во нашата држава. Никола Мицевски, координатор на ВМРО-ДПМН во Собранието на Република Северна Македонија, благодарам за ова утринско брифирање. Ви благодарам на поканата.